И не само што е пекол, туку и жешко е изгор. Не се диши. До толку не се диши што и струјата не ни работи по. Струјата рече, знаеш шо? Ти бате Виктор, ако треба работиш, јас не морам да работам штра. Струјата ни направи, кој те праши? Одемек ти Бајро нешто баден балари там што демек населба ето. Демек вие луѓе сте, тра струја да имате. Демек од Савајле нема струја, шо ако нема? Да палиш огно ќе си направиш на времето како правел. Не мора дењето на струја да биде. Ама штедете малце шо. Значи кој си речите други опат, овај среќа има, на среќа му се годат работите, треба ви текни дека и кога ќе не работи струјата, Виктор па работи. Ќе речи шо е ова што ти свети рефлектор? Рефлектор на батериите. Да му дај Господ здравје на тој батерите што и напред и вака ништо не правев мина. Ќе требаше и кој те праша исто како лабавото во природа да излезам да снимам. И не е така лоша идеја. Мај да не ми дојди многу природа ме сваѓа. Да не претерва. Оди како се луѓето навикнати последно на вештачка интелигенција, почна природната неинтелигенција да му смета. Ама знаеш како? Кој ги праша ини? Така што ние пак ќе си правиме денес муавет за пеколните жештини, за пеколо што се дешава. Со надеж дека ќе дојди струјата и ќе можеме барем ручек да си направиме. Божи, ајде оде шпица и одиме. Пеколното време носи пеколни муабет. Ги вади на површина пеколните табиети на луѓе. И затоа многу често во лето цело време ги слушаш истите муабети од луѓе што не ни треба да ги прат тие муабети. Не ни треба се таму кај што се во моментот кога ќе опрат муабет, ама добро, нема врска така. Например, сите телевизии трубат дека пензионерите и луѓето што имат мака не треба да излегват на жешкото, седи дома. А знаеш како? Кој те праша така? Кој гајле на пензионерите што се труби по телевизиите, ќе го видиш во 1 сатово на жешкото излезен, товарен со кейси, со чуда на пазарење си оде човек. Па ти шоќој по Ладо Савајле или поручек нема ништо. За возрастните генерации поручек не се пазари, мора да се оди Савајле и ги земат убајте работи. Не дека се 24/7 има убај работи, ама не бева. Кој прат, не знаеш ти. Моментално сме 64-та година, на пазар има двајца продавачи, ако го земиш ти Савајле, ако не ти го зедо и готово, немаш покеза. Јарно ме има некој што се така меракли муаветчи не му сеој дома, ќе слезите од Савајле, ама дури си знамуавети со сите. Дури зремете едно 200.000 луѓе попат. Не е тој, не е то дено. Пример, обавезно успат се оди кај матичната. Ништо не ти, ама ти влегваш муавет да си направиш, ме сваѓаш, што ти нема со кој муавет да се прави. Ти ги малтретираш таму и докторката и сестрата кодемек. Ти изгорени се, тебе те чекаја да дојдиш. Абе ден муавет што имат со тебе ти не знае. Абе ни фини што се од чомора. Ето чудо некој. После тоа ќе влезат кај некој роднина што има дуќанче некој нешто. Па ќе влезат негде сметки кај што се плаќаат и клима имаме, сваѓаш, да посеј на ладното малце и поремети луѓе. Па на пазар ќе со едниот, со другиот, со шест, со сите се знам. И во 1 сат од товарен ќе овиши, ќе застаниш муавет, ќе праиш и ќе ти збора. Абе пекол жешко, многу жеш. Шо е ова жештина? Ваква жештина никош нема. Не бе прво лето ние во животот. И ваква жештина никош се нема случајно, нема проблем. Абе многу се мене работите порано, немаше вакви жештини. Не бе поинакви бе жештините порано. 50 степени било, ама поблаго било порано. Сега многу солено е во воздух. Дај да поминиш солено. И тука обавезно почнува жалење. Што ако не се пожалиш, то нема детото. И ако се пожалиш, поминва послето. Од пожалвањето пола работа поминато е готово. Абе шо да прам, да напазарам нозе, пола тешко ќе припаднам некој ден, ќе се не видам. Да му речиш као шо излегваш. Срамота е по возрастен човек. Да не му речиш па утре во нежешкото ќе излези ќе се врати. И содма ќе се нај некој што ќе речи луѓето мака си имат, не е така, не зборај. Јас разбирам да си имаш мака. И разбирам дека некои луѓе немат кој да му напазари. Мора тој да оди или таја да оди. Ама ако веќе мора, или стани си рано Савајле, оди си во ладното, врати се во ладно, или излези по ручекта, како сите млади луѓе што правиме. Фала Богу, сега работа ти до покасно и има се што треба да има. На крај на денот во маркетите има стално. Цените се тука, некојаш и поевтини се таму. И берикјачу и држат тие, ако не беа тие, овие астрономски ќе ги направат по пазари. Поладно и ќе отепаш сат, два внатре, им рајат глата. Шо ве тера во жешкото, ништо не е толку итно да мора во 1 сат во жешкото да се направи. Знаеш како? Кој ме прашува мене, знам дека џабе збор. Па утре ќе станат и ќе почнат ритуалите со комшивката кафе, со комшивката друга кафе. Не можат заедно пошто си се оговарат меѓу себе, ме сваѓаш. Па со овај, па онај, па дур не испијат 6 кафиња или имат ритуали луѓе. Морам кога ќе станам кафе и после 2 сати ушедно или не знам, ништо не мораш во живот.
во. Ама кој ме праша така? Тие дома не можат со нивните се разберат. Јас ќе се разберам? Нема шанс. И после припаѓаат луѓето, брза пом, нек низлеговме со колата, абе во 3 минути возење може 4 пати брза помош поми. Оти старите не слушате. Изгорени сте главни да бидите, демек годините ги имам јас и се кој си ти да ми кажеш, ави мај си ги ти годините, главен си, се е тоа уред. Ама разбери кој ти зборат луѓето газарно ти зборат, никој зинат не ти збор. Демек тие најубо знати се, ти му кажваш пошто можеш да прочиташ, можеш да видиш, можеш се да направиш, да научиш, му кажваш како стои работата, не, контрава, да е здрав и жив инато македонски. И на крај не дај Боже ќе припаднат, ќе ги однесиш на волница, ти уелиш лежи, тој ти станува. Ништо не ми. Поре добро не ти е, ништо лежи, шо се расправа. Никогаш нема тој на особено маж да оди на болница, то нема шанса, ба. Значи ќе падни тука, ќе бати, не оди тој, ако не го однесиш со сила не оди. Зошто да мотепаш не може, ма ти кажам, ама ете така не одат бе. Ој разбери се ако ти држи. Тој инат во свето не постои. Наместо тие нас да ни велат ни излегвајте во Жешкото, ти земат тие излегват во Жешкото. Страшна работа. Пекол брат. Разбирањето со постар човек е пекол. Не се џаве полојна фамилии во државата генерацијски испокарани. Да можеле се разберат немало да биде. И стално е тој некој ист изговор најглуп на свет. Абе не се доседва дом. Не се досед. И шо да прам под клима да седам да ми дува да сухоча. После та климата и ми го суши воздухот. Еш како одма грлото ме фаќа, одма промаја ми се прави низ дома. Како е цел свет со клими живеат и функционираат цел живот и никогаш мака немат видено. Само кај нас нешто се суши, се дува, бучи многу, промаја прави. Чудо некој и не се доседва дом. Ко не ми речат мене седи дома уживај, не треба да идиш денес на работа, не треба ништо да правиш, седи одмор. Ти сте свесни колку работи имам за праење низ дом. Абе слушни жената од некоја страна одма ќе почне да ми ги набројува. Само работите што му имам речено пред една година дека утре ќе ги направам, па тек другото. И да не се тира сам да ме остави. Ќе изуживам, немам да ти опишам. Само што за да имаш што да прави, треба малце да сакаш да влезеш во овој новиот свет на технологија, ама возрастите не можат брат, не можеш да ги убедиш дека светот натаму оди готово. Контра се, против се и никако поинаку. Тие телефоните не ќе да ги научат, ти бара дај со дугмиња, ти вели дај ми. Татко ми дип го убедивме пошто патувавме многу дека не може Вибер да има на тој со дугмиња, иначе со дугмиња вате кој таму екрани ми каже. Седиш озбор. Ај да не е таа технологијата, има милион работи што можеш да си ги правиш како занимација. Арно, ма знаеш како? Кој те праша бе? Ти неќат да прат нешто. Праеле тие цел век нешто работели, сега неќат ништо да прат. Да седи, ама ако може да не седи дома, да шета како да е млад, да јади како да е млад, да пие како да е млад, да не работиш ништо, ама да имаш занимација. И така вечно да си тераш и живееш. Шу, уште музичка желба да кажеме во приказната и замера. Се аз не викам не. Има и пензионери што си излегват по ручек во ладното, ќе си излези, ќе си прошета културно, ќе си се види со други пензионери, муабети, тантара, пантара, ти реков мире. Има разбрани луѓе, не можам да речам. Ама погедо луѓе во Македонија се разбират од кога не дај Боже нешто му се случи нив или на некој близ. Претходно никој не може да се разбере. Нема шанс. Значи дуртера машината со нездраво живење, со јадење глупости, со пиење, со чуда. Супер, тер. Дотоаш не да не треба не ни смеј да се преземи нешто, поздрав живот, поздраво јадење, движење, нешто она, ништо ба. Само лока и таму и нездрав. Само јако. И кога не дај Боже излези некој проблем, оп, чекај малку. И се шо треба да правам за поздрав да бидам. Сега батуле поздрав. Сега толку здрав колку што беше не можеш да бидиш, сега можеш да бидиш не многу болен. Пошто цел тој бизнис што се нареква здравство е направен за да те држи. Да трошиш пари за апој, за ова, за она. Терапијата да си течи, ти да си фрлаш париња, затоа е направен. Тој не е направен за ти многу здрав да се осеќаш. И дури во такви моменти пана македонскиот маж му е битно дали ќе може да пие устерапија. Оти тоа е многу битно, ето пиењето е живот. Не е животот жената, децата, другарите, фамилијата и така натаму. Не, пиењето е животот. Другото што има веќе. Тие не гледат да се тука за децата, за внуците, за него пиењето. Дали смеам да пијам? Најпоставуваното прашање во историјата на македонското здравство повеќе. Дали ќе може да пијам со терапија? Не, не може и не треба да пи. И има некои луѓе што се научуваат дека постои живот потаму од шишето. И ќе земат, ќе пијат нешто вода со крастајци во неа, со ѓумбир, со лимон, со ова, со она. Ти знаеш кога ќе не пиеш некое време, малце ти се враќаат вкусоите. Ќе почнат да не клават 500 кила сол во месото за да му биде како што треба, пошто ќе го осеќаат вкусот. Ќе почнат скроз поинаку да живе. А има некој да е здрав и жив инато македонски. Не апој, не терапија, бе пијат, бе вате му е гајле, не фамилија, ништо не постои за нив освен шише. Да ти кажам право, алавдаму, никогаш нема го разберам тој феномен, ама тоа е берикјат. Мислам дека доста е за ден. Струјата не дојде што не дојде, ова гледам уше малци и тој ќе застане. Така што
да си привршиме ни работата, да си се поздравиме кој што треба, да ви посакам убав ден, уба недела и така натам, да ми останите со здравие, па здравие Боже за следната епизода, можикиваме струја. Така, толку од мене за денес, поздрав, имајте убав ден.